И покрај големата флексибилност која што ја покажа градоначалникот на општина Берово Драги Наџински во донесувањето на буџетот за 2017 година, во кој мнозинството на советници од Социјалдемократскиот сојуз при Советот на општина Берово поднесоа 15 амандмани за измени во програмите и ставките на предвидените финансиски средства, не наидоа на разбирање да го изгласаат буџетот. Иако градоначалникот ги прифати без малку сите поднесени амандмани, со исклучок на една, измената во програмата и ставката за плати на вработените во старечкиот дом Иван Влашки. Градоначалникот Драги Наџински од тие причини го повлече и веќе видоизменетиот буџет, бидејќи како што вели тој, платите се уставно право на сите вработени. За жал, советниците кои се мнозинство на Социјалдемократскиот сојуз не го донесоа буџетот, па од тие причини и не можеме да кажеме како ќе биде финансирањето во 2017 година, зашто по сила на закон се донесе одлука за времено финансирање на општината. Големи контрадикторности од причина што при објаснувањето зошто не го донесоа буџетот кој беше предложен од моја страна и јас направив еден голем број на одстапки кои тие ги предлагаа како амандмани во повеќе ставки и во повеќе програми на буџетот, сепак тие зборуваа дека буџетот бил социјален, дека бил неразвоен и тоа што не ја изгласаа ставката за плати на вработените во старечкиот дом доктор Иван Влашки беше причина јас таков буџет да не го пуштам на гласање, зашто уставно право е на сите вработени да за работата земаат плата и им се плаќаат придонесите. Единствениот проблем поради кој што стартува годината без буџет лежи во болната точка за мнозинството на советници, а тоа е функционирањето на старечкиот дом доктор Иван Влашки, рече градоначалникот Наџински, иако домот веќе една година функционира безпрекорно. Значи, еве наврши една година откако функционираме. Корисниците се многу задоволни. Тоа се гледа во подобрувањето на правобитната состојба на корисниците. Има 3 топли обруци, 2 ужинки. Се грижиме за здравствената состојба, како и за социолошкиот аспект на корисниците. Побарувачката е доста голема и корисниците се задоволни од нашите услуги. Единствен проблем кој што се соочуваме е дека Советот на општина Берово не сака да ги гласа средствата на вработените и веќе неколку месеци чекаме проблемот да се реши. Мнозинството на советници при Советот на општина Берово не го донесоа буџетот со образложение дека бил социјален, а не развоен. Зборуваат за наводно неразвоен буџет, а при тоа првата точка за донесување на одлука за изработка на урбанистичка планска документација во населено место во туристичката населба Суви Лаки, исто така не ја донесоа тоа одлука, па сега не знам како сакаат буџетот да биде развоен, а тие развојни одлуки што треба да ги донесуваат да не ги гласаат. Сепак се работи за некоја тешка политичка одлука која има за цел да ја обструира работата на општината, да го обструира развојот на општина Берово. Општина Берово до 31 март ќе се финансира преку времено финансирање, при што, како што кажа градоначалникот, буџетот повторно ќе се стави на гласање и доколку е усвоен, општината ќе продолжи нормално да функционира, а доколку не, ќе се бара друго законско решение.